Добар ден на сите, почитувани. Денес ја формализираме коалицијата Твоја Македонија, која заеднички ќе настапи на овие локални избори. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е убедливо најголемата коалиција која е составена од 25 партии кои се од различен карактер и во голема мера го представуваат колоритот во македонското општество. Различни структури и припадности што само потврдува дека се обединуваме околу заедничка платформа што подразбира обезбедување на иднина и напредок. Овие локални избори се важни за нас и иднината на државата поради најмалку две причини. Првата е што локалните самоуправи директно се надлежни да ги решаваат проблемите на граѓаните. И не е седно каков градоначалник ќе се избере. А ние во изминатиот период покажавме и докажавме дека умееме да ги водиме општините без ниту еден скандал и со многу работа. Дополнително, што се во наредните 4 години сите општини ќе ја имаат и поддршката од централната власт, нешто што и ќе го докажам и покажеме во претходната година и половина. Втората причина е што овие избори се околу тоа секој човек во државата да го направи вистинскиот избор за твоето место, твојата општина, да се избере твојот човек кој ќе се бори за секој еден човек во општеството. Тој човек мора да ги брани интересите на граѓаните и да решава проблеми. Затоа ќе излеземе со понуда и со луѓе кои ќе бидат гласот на народот во администрацијата и општините и ќе работат за граѓаните. Уверени сме дека силата на државата не се мери само преку незините институции на централно ниво, туку преку секојдневниот живот во градовите и селата, во општините каде што граѓаните ги остваруваат своите права и ги живеат своите соништа. Решени сме да изградиме општини кои ќе бидат пример за демократско управување, економска ефикасност, културна афирмација и меѓусебна почит. Затоа и денес убедени сме дека визијата за Твоја Македонија е визија за силни граѓани, силни општини и силна држава. Лидерите на политичките партии од коалицијата Твоја Македонија усвоивме и декларација за Македонија на граѓаните и за општини што создаваат иднина. Верувајќи дека инфраструктурата е основа за развојот на секоја заедница, ние се обврзуваме да вложиме во изградба и реконструкција на патишта, мостови, водоводи, канализациони системи, училишта, спортски сали и културни домови. Ке поттикнуваме политики кои ќе создаваат нови работни места и ќе го зајакнат чувството на економска сигурност во секоја општина. Ке се залагаме за подобрување на примарната здравствена заштита преку модернизација на амбуланти, подобра опрема на здравствените домови и олеснет пристап до лекарски услуги. Посебно фокус ќе имаат руралните средини. Образованието ќе биде клучен инструмент за изградба на генерации кои ќе ја носат Македонија напред со знаење, вредности и одговорност. Младите се најголемиот капитал на нашата земја, ќе креираме политики што ќе им овозможат квалитетно образование, можности за спорт и култура и пристојни услови за вработување. Ќе создадеме амбиент за нивен останок во своите општини, за да ја градат својата иднина овде, дома, во својата татковина Македонија. Верувајќи дека животната средина е наследство за идните генерации, ќе се бориме за чист воздух, управување со отпадот, користење на обновливи извори на енергија и заштита на природата. Ќе ги втемелиме зелените политики во секоја општина за здравје и поквалитетен живот на граѓаните. Со верба во својата држава и во својот народ, со љубов кон местото каде што живееме и со доверба во заедничката иднина, ние ја потврдуваме нашата решеност да изградиме Македонија како просперитетна, праведна и модерна држава. Држава во која секој граѓанин ќе се чувствува почитуван и сигурен, во која општините ќе бидат двигатели на развојот, а целата заедница ќе живее во склад, достоинство и надеж. Нашата мисија е генерациите што доаѓаат да ја наследат Македонија посилна, побогата и постабилна од тоа што ние го затекнавме.
Македонија која е дом и иднина за сите нејзини граѓани. Заедно ќе го направиме вистинскиот избор за доброто на сите граѓани. Ова се избори за тоа каква иднина ќе имаме. Ви благодарам. Ако имате прашање, ви стојам на располагање. Имам две, прво така го поставам, каква кампања очекувате, наскоро започнува и официјалната, нели веќе може да се забележи дека има одредени препукувања помеѓу партиите, што очекувате, како ќе се одвива во предизборниот процес? Па видете, очекувам кампања во која што ќе изобилуваат шпекулации, конструкции, подметнувања, невистини од страна на опозицијата и малкумината поддржувачи на опозицијата. Ние како коалиција имаме со што да излеземе пред граѓаните, што сме направиле изминативе 4 години во општините, што сме направиле изминативе 15 месеци откако сме централна власт, и ќе се обидеме да направиме разлика помеѓу оние 7 години кога ДУИ и СДСМ беа во владата и овие 4 години кога оваа коалиција управуваше со најголемиот дел од општините и оваа коалиција управува сега со владата во Македонија. Така што, ето, тоа би било отприлика накратко. А второто прашање, ние спомнавте животната средина, знаете изминативе неколку дена што се случува во Скопје, особено во делот на Кисела вода и аеродром. Кажавте дека ќе има обезбедување кај Вардариште, дека ќе има средување на проблемот кај Дрисла, но денеска повторно гори таму, ќе се реши ли овој проблем? Гледаме граѓани протестираат од тој предел секој ден. Апсолутно. Како влада и како институции ги превземаме сите мерки, да немате дилема. За Вардариште знаете дека имаме веќе приведени осомничени лица кои што ја користеле илегалната депонија Вардариште, која што постои повеќе од, би рекол, неколку децении, која што е со габарит поголем од 20 хектари, за да произведуваат метали кои што потоа нелегално ги продаваат. Тие лица се откриени, тие лица се приведени. Од вчера има приватна агенција за обезбедување, здружено ангажирана од неколку општини. Истовремено како влада и како институции преку општествено одговорни компании обезбедивме градежна механизација која што веќе денеска ќе биде во полн состав таму. Вардариште, би рекол, е обезбедено, станува Дрисла. Дрисла во текот на вчерашниот ден беше, би рекол, речиси санирана, но од некои чудни причини при крајот на ноќта повторно се распланти. И за тоа денеска ќе се позанимава Министерството за внатрешни работи, имав разговор и со министерот. На линија сме со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, со овие општествено одговорни компании, очекувам денес сутре тој проблем да биде саниран. Тоа што со децении не е санирано, тоа што со децении никој не водел сметка, еве за неколку дена, би рекол за недела дена ќе успееме да го санираме. Јас сочувствувам апсолутно со секој оној граѓанин кој што го чувствува сето ова, но чудно е како во одредени јавни предпријатија каде што своји кадри има Демократската унија за интеграција, се случуваат вакви работи. Чудно е. И тоа ќе го истражиме. Ќе го истражиме и ќе обезбедиме соодветни докази како може пожар кој што беше речиси смирен, односно ставен под контрола, наеднаш да се распланти. И како токму сега, откако успешно се справивме со пожарите, во околните држави имаше жртви, повредени, иселени градови, така натаму кај нас сето тоа беше цело лето успешно завршено и покрај диверзиите кои што ги имавме на почетокот на летото, наеднаш сега да се случува ова пред локалните избори. Вистинското прашање и вистинскиот одговор на тоа прашање кому се тоа му одговара. Но ние нема да се занимаваме сега работиме да го решиме проблемот, потоа ќе се занимаваме и да знаете дека сите виновници ќе бидат изведени пред лицето на правдата. И благодарам.